Општина Радовиш заедно во координација со повеќе институции кои што действуваат и се организирани на локално ниво, имавме една идеја да спроведеме еден проект кој што го носи насловот Општо корисна работа и во функцијата на проектот од наша страна се ангажирани 3 социјални работника, но морам тука да искажам и добрата соработка и координација која што ја воспоставивме и пред започнување на проектот, а еве сега уште повеќе и при имплементацијата на самиот проект. Тука се мислам на институциите како што е Црвениот крст во Радовиш и Здравниот дом во Радовиш, кои што апсолутно максимално ја поддржаа нашата идеја и активност. И еве денес одлучивме да заедно со екипите кои што ја пружат негата и заштитата на овие лица и помошта во нови стари изнемоштени лица, се одлучивме заедно со председателот на Сдруженијето на пензионери да излеземе на терен, да изворно се информираме дали оваа наша активност постигнува ефект и дали наидува на одобрување, за да знаеме да ги планираме и нашите следни активности во смисла дали да го продолжиме проектот или не. Од она што имавме прилика сега да го констатираме, апсолутно дека и како овој проект мора да продолжи, значи ние како општина сме спремни по завршувањето на овој проект да и во текот на наредната 2014 година предвидиме средства се со цел да овој проект опстои и сите тие лица сме на размислување и да го зголемиме бројот на лица на кои што ќе ја пружиме оваа помош за 2014 година апсолутно максимално финансиски да го поддржиме. Целиот проект, како што реков, да биде на задоволство на сите овие граѓани кои што ќе имаат прилика да бидат посетени од екипите на кои што работат на проектот и заеднички да пробаме да помогнеме во делот на наминување на секојдневните проблеми кои што ги тиштат и се однесуваат на овие лица. Целна група на овој проект се стари изнемоштени лица. Мнозинството од овие лица кои што ги посетуваме, според типологијата и периодизацијата на старост, спаѓаат во лица со просечна старост. Нашиот тим е составен од медицинско лице, представник од Здравствениот дом на Радовиш и волонтер од Црвениот крст. Значи, ние секојдневно одиме во посети на старите лица и им нудиме различни активности. Активностите на нашиот тим се состојат од плаќање на сметки, обезбедување на мирници во моментот кои што се потребни, значи разговор со лицата. На тој начин се трудиме да разменеме пријатни чувства на емпатија, да им покажеме дека тие не се заборавени од општеството, дека некој се уште мисли на нив. Предност на нашата теренска работа е тоа што работата се врши во нивните домови, каде што тие се осеќаат заштитено и сигурно. Денес сум сведок на еден редок настан. Ово го викам редок затоа што за прв пат еве како пензионери гледаме дека државата води сметка и организира посебни групи на кои целна група им е токму или најголем дел са пензионери. Чувствуваме и од нивна страна се чувствува тоа задоволство што еве доаѓаме организирано да ги посетиме. Мислам дека ова што го прави оваа група ќе потрае повеќе затоа што тоа го видов од очите на пензионерот па и на малото дете кое го најдовме во постела, дека изненадени се од ова што ги посетуваме и очекуваат луѓето да ова продолжи и понатаму.